Чекале автобус на автобуска постојка, откако на пазарче испазариле овошје и зеленчук, но колабирале и со брза помош биле пренесени на неврологија. Ова им се случило на неколкумина граѓани во последните 24 часа, кои се само дел од вкупно 50 на луѓе кои завршиле на ургентното оделение поради сериозни симптоми, дел и со мозочен удар, потврдуваат од клиниката за неврологија. Зголемениот број на колапси и мозочни удари се должи на нездравиот начин на живот, а ризикот за луѓето кои се повозрасни и имаат хронични болести е доста поголем поради топлото време, кое генерално влијае на општото здравје на сите, вели за Канал 5 професор доктор Иван Барбов, специјалист невролог. Жешкото време придонесува организмот да се обиде да се лади, односно настанува ширење на крвните садови на кожата, поради што обично крвниот притисок паѓа, па сите пациенти што имаат нормален крвен притисок или низокрвен притисок, уште повеќе се намалува, меѓутоа исто и пациентите со хронични заболувања кои имаат и покачен крвен притисок, може жешкото време и кај нив да предизвика некој пат парадоксална реакција, покачување на притисокот, меѓутоа поопасно е намалување на крвниот притисок, поради што знаат пациентите често да колабираат. И од службата за итна медицинска помош бележат зголемен број на повици. Во последното деноноќие имале 80 интервенции, голем дел колапси и сообраќајки. Зголемена е дехидратацијата, потењето, значи настанува еден електролитен дисбаланс, кој што му влијае на мозокот, ја згуснува крвта и може да настане мозочен удар. Кога ќе излеземе од дома, како што го земеме мобилниот телефон, да си понесиме шишенце со вода, затоа што чувството за жет доаѓа малку подоцна пред да дехидрираме. Најголем ризик од мозочен удар имаат лицата со висок крвен притисок, срцеви заболувања, дијабетес, покачен холестерол, прекумерна телесна тежина и физичка неактивност, како и пушачите и повозрасните лица. Иако ризикот расте со возраста, мозочните удари се почесто се регистрираат и кај помладата популација.